Ке се затворат ето, Соединетите држави и Обединетото кралство ке градат нуклеарни реактори во Македонија. Нема да се затворат ето. Зашто се шегува, а зашто е сериозен вице-премиерот Фатмир Битики? Додека се туркаат скандалозни закони на брза лента во собрание, наместо суштинска дебата, власта ја замајува јавноста со шеги кои може да предизвикаат сериозни последици или со инвестиции кои наводно некогаш ќе се случат. Вице-премиерот се правда дека не бил сериозен кога кажал дека ќе го затвори тето од тие руска инвестиција. Дискусијата со новинарите траела 2 часа, па тоа било само компарација. Ја тогаш го искоментирав, па зошто тогаш никој не коментираше за потеклото на инвеститорите. Ние носиме европски инвеститори, кои што можат лесно да се видат кои се, со јасни, без никакви корозивен капитал во нивната работење, и затоа реков, ја направив таа шега, да кажеме, дека што ако се направи оваа инвестиција која што ја предлагаме, што ќе биде со тето, реков ако не е потребно ќе се затвори. А пред само 2 дена Битики ни смеа на брифинг со новинарите, порача дека ако влезат грците, русите немало да ни требаат, па тето ќе бил исклучен од системот. Ваквите шегички веројатно се само обид за дефокус, зашто додека јавноста се труди да ја открие смислата за хумор на вице-премиерот, во собранието власта си ја брка работата. Најконтроверзно од се е влезот на грчки Митилинеос, како стратешки инвеститор на кој буквално им исполнуваме се што побарале. Гарантот потврдува дека не може да поднесе било каков приговор, жалба или молба од кој било вид, особено врз основа на договорот за откуп на електрична и топлинска енергија, да го одбие или одложи извршувањето на неговите обврски од овој договор или било какво плаќање што треба да го изврши според овој договор. Истиот договор предвидува дека ќе им ја плаќаме и пробната работа на Митилинеос, односно имаме обврска да ја купиме струја и топлина произведена и за време на пробната работа. Според Законот за стратешки инвестиции, законите кои го поминаа првиот филтер во собрание треба да добијат амин од државното правобранителство, но Алфа веќе 2 дена не добива одговор од првиот човек на институцијата дали дал позитивно мислење.